Шетајќи низ татовските улици и пеејќи ја песната Вечниот Бог. Најмладите го најавија Христовото раѓање Божиќ. Неминовни беа радости на смевките кај дечињата кои во придружба на нивните родители, баби и дедовци беа дел од годинашната Бадникова поворка. Вистинска празнична магија која започна од соборниот храм Свети Кирил и Методи, продолжи низ улиците на Тетово, но и на градскиот плоштад, кој беше воедно и крајната дестинација. Таму ги пречака добро познатиот хроничар на градот Почара, Дарко Гавровски, кој одржа пригоден говор и од срце ја отпеа "Ја го љубим Тетоо", а атмосферата со музика ја надополни и триото Шербет. За радоста на дечињата да биде поголема, тие си добија и новогодишни пакетчиња. Па оваа година решивме да го направиме Бадник да биде посебен, различен од сите други и посвечен. И заради тоа направивме Бадниковата поборка, која што секако се случува во Тетово 2017, да биде кронисана со еден настан на градскиот плоштад, што ќе ги собере тетовчани на едно место заедно, баш во знак на овој празник, во знак на слогата, на верата и на традицијата, која што беше и лајтмотив на моето здравичарење денеска. Имав таа чест да на овој прв настан ме поканат да јас ја направам оваа првична здравица. Така да мислам дека тетовчани имаат се доволно големи верници, има доволно слога меѓу нив за да го одржиме ова како традиција и за наредни години што следи и да го оплемениме со уште поубави настани. Тетовчани позитивно изненадени од ваквиот настан. Посакаа оваа традиција да продолжи и понатаму. Годинава кој организира точно не знам. Битно е организирано, масовно, многу убаво, среќни ви празници, нека продолжи традицијата, прекрасно е. Ова е бомбона, честитки до сега ова не било. Значи ова е за поздрав македонциве, ние што сме во Тето да излеземе помасовно, ова не било, значи 2 години пандемијава не утепа. Свите скриени дома по ова, али сега е благодет, има Господ, времево ни се опре, деца, младост, цело Тето, им честитам на организаторите и се најубаво. Среќен Божик на сите. Мене денеска многу ми се бендиса, затоа излегов. И ми се свиѓа и ми прави чеив. Бадникова поворка во Тетово за прв пат се организираше пред 6 години и од тогаш се запазува традицијата со исклучок на пандемиските 2021 и 2022 година. Инаку Тетово за Бадник е познат и по традиционалниот маскенбал Бадњабава, кој несумнено низ годините стана посебен белег на градот.